Дневник на ТВ Плюс. Добро вечер, да ги погледнеме дел од содржините. Останете со нас. Утре се слави Стара Нова година. Ромски бал за Василица организира раководството на Рушид Шакир. Децата на стечајците добија пакетчиња. Започнуваат зимските подготовки на одбојкарките. Православните граѓани утре вечер ја слават Стара Нова година според јулијанскиот календар. Повеќето од граѓаните велат дека не се подготвуваат за прослава и ќе останат главно дома. Дел од рестораните и кафеаните немаат посебна програма за Стара Нова година, но велат дека имаат најавено гости. Православните христијани утре ја слават Старата Нова година, а задутре е празникот Василица. Старата Нова година се слави во чест на светителот Василий Велики, но и обрежувањето на Исус. Василица се наоѓа во циклусот на празници кои започнуваат со бадник, каде што се пали оган со цел да се растера мракот и да дојде светлината на големите денови. Празникот е сличен на бадник и се крчи лепче со паричка, така што оној кому ќе му се падне паричката има среќа преку целата година. На трпезата покрај лепчето, доколку не е скршено на бадник, мора да има топеница или качамак. Дел од повозрасните граѓани посочија дека традиционално ќе го одбележат празникот, а другите се чувствуваат истрошени од претходните празници. Обично сме на работа за тие денови и не славиме. А иначе го поштуваме, го одбележуваме као званично ако некој случајно дојде дома да се најде нешто. А директно, конкретно да речем, да го ставиме не. Да седиме дома, да се веселиме, да одиме не. Пошто и условите не ни дозволуваат, да бидеме искрени. Порано, за времето што, да кажам, бившата Југославија кога беше, тогаш имаше услови, некои се славеше, се онодеше, повеќе слободно време имаше, сега нема слободно време, се трка за обстанок. Што викаме ние сурвивал, таму да речеме она. Нема друго. И така, и немаме повеќе за тие работи. Да, обавезно. А секоја година? Секоја година, да. И што подготвувате за Стара Нова година? Па знае се кашамак, ребрнца, сварчи и такве. Суво место, то нешто. Така. А тоа го славите како празник или чисто? Чисто онако како празник, Стара Нова година, да. Секогаш. Колку памтам, јас имам 70 години, 71, секогаш го славиме. Не славиме, не славиме. Не, у село не славиме. Не славиме у село, не. А порано ваши пријатели? Порано некои пријатели кои се имале ред, славиле се. Сега нема чаре, нема славење. Сега криза. Скопоќа, криза. А за овој празник што? Млади не работију. Празник сиромашки, дома го чекаме. И Божиќ, и Нову годину. Ќе чекате, тие ќе богрујаш има паре, ми сиромаси кој ќе славиме. Веќе тој топеницу ли како ли, тој се спрема, што сиромашки, што имаш тој. Нарочито тој е обавезно. Тој као традиција за топеница да се прави на тај ден. Помладите посочија дека во претходните години славеле со друштво во кафеани, а оваа година ќе остана дома фамилиарно да прослават. Ова година не. А дали претходно сте славени? Да. Каде се? Во Грација најчесто. Во Куманово. А овој празник ви значи нешто Стара Нова година? Да. Традиционално убав празник е Стара Нова година, божични празници, сите ги славиме, али ова година не. По друштво дома некаде. А овој празник ви е битен? Па Божиќ мислам дека е најбитен од сега. Немаме ништо планирано. А претходните години? Претходните години по кафана со друштво. Сега дома. Кафеаните се задоволни од досегашната побарувачка на резервации и се надеваат дека овој празник ќе помине весело како и новата година. Дел од нив имаат целокупни понуди, а дел се припремаат како за секој друг ден, но со зголемен број на резервации. Па, значи, ќе има и во двата ресторана жива свирка, во Рим Париски свири Млади боеми групата, во Батка Ѓорѓија Хабанера бенд, значи слободен влез со нормално со резервации, пошто има и сега веќе нешто резервирано, ништо значи со ограничување да кажеме по меню или кој што си нарача, кој што сака да јаде, да пие, најнормално, значи како секој работен ден. И така, се надеваме на убава забава, па има само сега за сега има нешто, се надевам во тек на ден дека ќе се зголемат уште повише и така, сега за сега има. Имаме, значи, како и за Нова година, што организиравме има за Стара Нова година, само што тогаш беше 1200 денари, сега е 900 денари. Менито е, значи, одлично, има прасечко,
неограничено пиење, значи она што највеќе нели во ваков амбиент се користи вино, црвено, бело, домашно, ракија и така. Ќе има жива музика. Мислам дека ќе биде одлично, како и за Нова година. Супер беше, полна беше кафаната. По прославувањето на Старата Нова година, на 14 на празникот Василица започнува карневалскиот ден, каде што преку превртување на стварноста се трошат последните сили од Старата година за да се влезе во новата. Традиционално, како и претходните, и оваа година со бал кој го организира ансамблот Рушид Шакир, ромите од градот ќе го одбележат празникот Василица. Покрај манифестацијата за овој традиционален празник во ромските семејства се подготвува богата трпеза и погача со паричка. Ромите нагласуваат дека за жал многу семејства поради економската состојба се помалку го слават празникот. Во петок ќе се одржи традиционалната манифестација Ромски бал по повод празникот Василица. Организатор е ансамблот за игри и песни Рушид Шакир, од каде се надеваат дека и во иднина ќе успеат да го задржат духот и традицијата за одбележување на овој ромски празник. Ансамблот Рушид Шакир на народни игри и песни во градот Куманово, значи од 76-та, ако не се лажам, наамал константно со пауза некаде на 85-та, да го нема, мислам дека редовно во континуитета ги организираше ромски бал, значи повод Василица. Секогаш беа присутни граѓаните од градот Куманово, нашите сограѓани, значи и во времето на комунистичкото општество и сега во демократското општество го имаме, значи, естрадниот уметник на ромите, моментално, значи, најак Ерџан Намети. Младите сите тежнеат и постарите сакат тој да биде присутен тука меѓу нас и да ја поделиме оваа радост заеднички. Рамадани раскажа дека традиционално по повод Василица домаќинките подготвуваат богата трпеза, а се крши и погача со паричка. Се верува дека на оној што ќе му се падне, годината ќе му биде среќна и бериќетна. Утре се колат мисирки како жртва за овој ден, значи изнесуваат жртва. Задутре, четврток на 14 доаѓаат са бајле рано наутро полазникот со бадниково дрво со мумурушче, кој тропа на врата, легува внатре, стрекна Василица со пари, со бадниково дрво, фрлејќи мумурус и ги децата по глава со ташниче со пари по глава да им носи стрека берекета за оваа година и многу здравје. Потоа доаѓаат комши, роднини, пријатели. Порано во градот Куманово, зборуваме, имаше многу семејства кои го слават овој празник. Последните години, со оглед на економската состојба на самите граѓани, од економски причини, некои не се во можност да го дочекат овој празник достоинствено како што го прават порано нашите предци постари. Манифестацијата Ромски бал ќе се одржи во петок во ресторанот Грација со почеток во 20 часот. Евангелско-протестантската црква денеска подели пакетчиња за внуците на стечајните работници. Тие велат дека со овој скромен подарок сакаат да им ги честитаат празниците на децата на оваа категорија граѓани. Стечајците изразија благодарност што некој се сетил на нив и нагласија дека годинава очекуваат да бидат обештетени. Околу 50 божитни пакетчиња денеска подели Евангелистичко-протестантската црква на децата на стечајните работници од градот. Од црквата вела дека пакетчињата се со цел да ги израдуваат внуците на оваа категорија граѓани. Тие ветија дека наредната година ќе дадат се од себе за да поделат повеќе пакетчиња на стечајците низ државата. Значи, ова е една мала пратка, но ете чисто онака како да оставиме еден белек, еден трак дека и ние мислиме на нив. Се надевам дека за другата година ќе направиме поголем проект и поголема пратка да сите стечајци бидат задоволени, заедно во соработка со стечајниот представник Лилјана
и нормално морам да нагласам контактот меѓу нас како црква. Илјана беше и општинскиот совет председател Максим Димитриевски, така да ние сме благодарни што имаме чест да подариме нешто во чест на Христовото раѓање, да се радуваат малите дечиња на стечајните работници. Колевски нагласи дека изминативе 20 години имале неколку различни хуманитарни акции кои биле наменети за социјално ранливи категории на граѓани. Додаде дека божитните пакетчиња ги донирале луѓе од Западна Европа и САД. Представникот на стечајните работници од Куманово, Лилјана Георгиевска, се заблагодари за донацијата, истакнувајќи дека барем некој успел да се сети на нив. Таа се надева дека пратениците ќе го изгласаат предлог законот за обештетување на стечајците, па наредната година оваа донација нема да им биде потребна. Предлог закон е веќе по процедура. Нажалост не преде ни на Комисија за финансија, ни на Комисија за труд и социјална политика. Што е најстрашно и најжалосно, увек сме, фиксирани како граѓани Ш категорија, што јас не знам по кои поводи како. Па еве еден апел до пратеници и до владајуќу партију и коалициони партнери и до сите пратеници, во собрание, да остави партиски интереси и да си изгласав предлог закон по свое видување, по своја желба и да стави в крај на овој наш Голгот. Георгиевска истакна дека тие бараат да се обештетат со тоа што старосната граница ќе биде покачена за жените со 52 години и мажите со 55 години. Ми не се откажуваме, него ќе бидеме присутни на улице и ќе употребиме порадикални мерки, па ќе се иде на блокаде пред институција, блокаде на раскрснице, така што ќе почнеме да бидеме све повише подосадни. До сега мирни бемо, зашто имаше многу протести, ајде и ми да не сметамо, да не бидеме и ми прозивани како и увек дека сме партиски, стоја сме по страну, ама више нема, зашто овие луѓе нема во што да живив. Овие луѓе више не да сто на маргину на границу на немаштину, него више стварно немају ни леп да купив. Така што ќе бидеме приморани да излеземе на улицу и нема да нас интересира кој ќе дојде да седне у владу. Секој ќе нам биде непријател кој ќе нема да обештети овој категорија на работници. Представничката на стечајците истакна дека морталитетот кај нив е зголемен, па од 6000 сега за 3 години се сведени на 4000 стечајни работници. Невработените лица до 29 месецов можат да аплицираат во Агенцијата за вработување за добивање на неповратна помош од 3200 евра за набавка на опрема и материјали за работа. Програмата ја реализира владата во соработка со UNDP години наназад. Можат да се пријават сите активни баратели на работа. За повеќе информации можат да дојдат во Центарот за вработување во Куманово. Ке се изврши селекција, ке има 5-дневна обука и ќе се знае потоа кој ќе добие грант, вели Милорад Тренчевски, директор на Центарот за вработување Куманово. Оваа програма во земјава се реализира 10 години и досега преку неа се отворени над 7000 фирми. Сојузот на борци утре во 11 часот ќе положи цвеќе пред споменикот на паднатите борци во село Пелинце. На одбележувањето е предвидено присуство на градоначалниците на општините Куманово и Старо Нагоричане, здруженија, делегација на АРМ и продолжувачите на традицијата на народно-ослободителната и фашистичката борба. За граѓаните кои сакаат да присуствуваат на настанот, ќе има организиран превоз пред зградата на комитет во 10 часот. Утре на 13 јануари ќе се одржи во организацијата на Сојузот на борците одбележувањето на битката на Пелинце. Оваа битка е многу значајна за Карпушовиот одред, бидејќи таа после оваа борба донесува еден превлас, односно донесува поширока слободна територија на Козјачието. Да ги потсетам граѓаните или пошироката јавност дека на 13 јануари 1944 година Кумановскиот партизански одред, предводен од легендарниот командант Христијан Тодоровски Карпуш, се води борба со познатиот бугарски потерен баталјон Бенковски, кој бил тоа време многу озлагостен за своите крвнички дејствија што ги имал на територија на Македонија. Во таа чест, Сојузот на борците утре го одбележува овој ден. Ние традиционално секоја година организираме и превоз за нашите борци и започитувачите на традициите, односно на боречката организација. Автобусот поаѓа во 10 часот, а одбележувањето е
пред споменикот во селото Пелинце во 11 часот. Освен борците и граѓаните продолжувачите на традициите од народно-ослободителната антифашистичката војна, поканети се градоначалникот на општина Куманово, председателот на Советот, градоначалникот на Старо Нагоричине со председателот и другите некои институции или државни, музеот на општина Куманово, кои што ние имаме блиска соработка со нив. Две улици во центарот на Куманово утре ќе бидат без струја. На улиците Љубе Гачев и Киро Фетак прекините ќе бидат во период од 9 до 13 часот. Се работи за планирани прекини во мрежата поради изведување на инвестициони зафати, информираат од Ева на Македонија. Други планирани прекини за утре за општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане нема. Одбојкарките од одбојкарскиот клуб Куманово по паузата за новогодишните и божичните празници се враќаат на подготовките за наредната сезона. Покрај физичките подготовки, девојките мора да поработат на технички и тактички план со цел да се спротивстават на посилните екипи од првенството. Женскиот одбојкарски клуб Куманово денеска започна со зимските подготовки во салата на средното училиште Перо Наков. По паузата за новогодишните и божичните празници, одбојкарките на ОК Куманово се враќаат во салата да се подготват за подобри резултати во есенскиот дел од сезоната, турнирски надпревари од 16 екипи во Македонската лига. На првите тренинзи фокусот ќе биде ставен врз физичката подготовка, а понатамошните тренинзи од зимскиот подготвителен период ќе бидат искористени да се работи на другите елементи од играта, за да можат младинките да се подготват за првенството, а помалите да ги совладат основните вештини на спортот. Ова е практично прв тренинг во новата година за одбојкарски клуб Куманово. Ете се собравме да видиме кој како е со килажа и со расположение после празниците. Инаку, да, значи како прв тренинг еве се наоѓаме во релативно окей услови во салата. Овде ќе се одвиваат најголемиот дел од активности што ги планираме за овој зимски период. Најпрвен, како што е нормално, значи одиме со малку повеќе физичка активност, ќе работиме повеќе вежби за истегнување, за оформување на тело и така натаму. Со овие поголемите групи што работиме, значи тоа се младинки кои се надпреваруваат веќе во надпреварите на Одбојкарска федерација на Македонија. Со нив нормално повеќе ќе работиме и тактика и техника, додека со малите нормално работиме повеќе учење чисто на одбојкарска игра генерално. Имаме уште надпревари кај што младинките може да го докажат својот квалитет. Имавме веќе 2 турнира кај што постигнавме одредени резултати, значи имавме победи, имавме за жал и порази, така да сигурно дека имаме уште и моменти, имаме уште и време и за напредување и за тоа што се значи збори дека тие практично младинки треба да ни бидат основа за една екипа што планираме да се надпреварува во првата лига. Значи во текот на сезоната едноставно ги знаеме кај ни се слабостите, ги знаеме работите што треба да ги менуваме и тоа ќе биде тоа кај што ние форте ќе се обидеме да го смениме тоа. Помалите, за жал, покрај некои финансиски и логистички ситуации не се уште во надпревари, така да значи оваа сезона ќе биде подготовка за нив. Одбојкарката Божица Александровска се надева на поголем успех во полусезоната што следи со оглед на доброто расположение на одбојкарките на првиот тренинг и желбата за успех. Александровска очекува добри резултати против ривалките на ОК Бамикор и ОК Работнички, додека пак одбојкарката од помалите категории Теодора Величковиќ се надева на играње на пријателски турнири и учење на вештината на одбојката. Па ние сите во клубот сме оптимистички расположени и после овој зимски распуст мислиме дека можеме да направиме некој поголем успех. Исто така сега тренираме, овие ни се едни од првите тренинзи и даваме се од себе за да се врати кондицијата. Најголем противник, јас мислам дека е Бамикор од Тетово и може би Работнички, но сепак се трудиме и ние да бидеме добри и да можеме да ги победиме. Ја имам истата кондиција, можеме пак да се вратиме и да продолжиме со тренинзите. Тоа мене ми е омилен спорт како хоби и тоа го сакам да го тренирам. Ќе има многу успеси, ќе имаме можеби турнири во мај. Тренерот Воединовиќ се надева дека овој зимски период и младинките и помалите генерации одбојкарки ќе го искористат максимално. Тој не сака да прогнозира, но смета дека оваа сезона младинките ќе го постигнат успехот од лани, односно ќе ја задржат позицијата на 7-8 место од 16 екипи, а помалите одбојкарки најбрзо ќе ги совладат вештините на спортот и ќе ја заселат младинската екипа.
Времето денеска во Куманово беше умерено облачно и суво. Дневната температура достигна до 13 степени, а утринската се намали до 6 степени Целзиусови. Дуваше тивок југозападен ветер. За утре се најавува постудено време и слаб дожд. Максималната температура ќе достигне 9, а минималната до 2 степени Целзиусови. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на ТВ Плюс и имајте пријатна вечер.